Значи, најдобар начин да ја заокружиме оваа серија е со Христа. Па да почнеме во Римјаните 5.19, ќе го прочитаме на најпред стихот. 5.19. Зошто како што со непослушноста на еден човек мнозина станаа грешници, така и со послушноста на еден со голема буква, мнозина ќе станат праведни. И некои велат дека Господ не е фер, еве вчера се навративме уште еднаш на падот на Адам и Ева. Некои велат дека Господ не е фер затоа што заради непослушноста на еден, во случајов се мисли на Адам, мораме сега ние денеска сите да страдаме. И велат, па не е фер. Што сум јас сега виновен за Адамовиот пат? Но некако тие, таквите, како да очитаат само првиот дел од стихот. Што вели вториот дел од стихот? Преку послушноста на еден, сите ние ќе се оправдаме. Ова звучи наистина прекрасно. Значи, не читајте го само првиот дел од стихот. Поради послушноста на еден, поради непослушноста, се извинувам, на Адам, сите ние сме осудени се значи сите луѓе, но така и преку едно праведно дело, се извинувам, 18 стих го читам, но што како што со непослушноста на еден човек, 19, мнозина станаа грешници, така и со послушноста на еден, мнозина ќе станат. Послушноста на тој еден, на вториот Адам, односно на Христа. Денеска ќе видиме, значи се мисли на Исус. Затоа што целиот текст овде прави паралелизам меѓу Адам, првиот Адам и Исус како втори или последен Адам. 12 стих, значи од 5 глава Римјаните, вели: затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, така смртта помени на сите луѓе, зашто сите сгрешија. И наистина, гревот на Адам, тој прв грев, има далекосежни последици, кои што ден денеска ние ги чувствуваме. Преку послушноста на тој еден, сите ние стануваме праведници. Затоа реков, колку е битна послушноста Христова. Без неговата послушност, внимавајте, тој се даде себе си, како жртва на крстот. Меѓутоа, што ќе беше ако не беше послушен во текот на својот живот? Немаше да вреди таа негова жртва. Немаше спасение, да. И сега да видиме денеска, ќе имаме за цел да видиме каква беше Христовата послушност. Ке читаме најдепред цитат од Копнежот на вековите, како прв цитат, има неколку. Сатајната Божиот закон на љубовта го представува како закон на себичност. Тој објавува дека ние не можеме да ги послушаме неговите правила. Тој го обвинува Творецот за падот на нашите прародители и за сите страдања што настанале, наведувајќи ги луѓето Бога да го сметаат за зачетник на гревот, на страдањата и смртта. Колку е перфиден Луцифер. Да, промена на тези. Вчера, се кавате, зборувавме на таа тема, во едно такво општество денеска живееме. Промена на тези. Криминалецот го нарекува другиот криминалец и така натаму и така натаму. Така и ѓаволот го правил, така започнал на небото. Исус требало да ја разоткрие оваа измама, да ги расчисти работите. Како човек, тој требало да покаже пример на послушност. Значи, меѓу другото, не само што дошол, нели, да се положи, да го положи својот живот, без чие што, нели, пролеана крв нема спасение за никој грешник, туку и да покаже пример на послушност како човек, како еден од нас. Поради тоа зел на себе наша природа и поминал низ нашите искуства. Како би бил инаку пример Исус за нас, ако тој поминал низ сите тие искуства како Бог, како супермен, да кажам така. Мислам, би бил за нас како супермен. Сите ние сакаме да летаме, ама не можеме. Поради тоа зел на себе наша природа и поминал низ нашите искуства. Затоа во се мораше да стане сличен на своите браќа. Евреите 2.17.
Кога би морале ние да поднесеме макар и една ситница, што Исус не ја поднел, внимавајте, кога ние, секој од нас, би морале да поднесеме макар и една мала ситница, која што Исус не ја поднел, Сатаната заради таа ситница би тврдел дека Божјата сила е недоволна за нас. Значи, таа мала ситница би била доволна да Сатаната ги брани своите ставови. И победи во тоа. Поради тоа, Христос во се бил искушан како и секој од нас, како и ние, Евреите 4.15. И требало и морало да биде во се искушан, за да биде вистински пример за нас, и да покаже дека и ние можеме преку Божја сила. Тој поднел секое искушение на кое сме изложени ние. Може ќе рече некој пат, како сега тоа, секое искушение? Па немал он смарт телефон, па или интернет достапен, па за да може да биде кушан, како што ние денеска сме кушани. Видете, преку оние искушенија во пустината, кај што бил искушан и на гороста на очите, и на желбата на телото, и на, како беше, гороста на очите, желбата на телото и ште едно нешто имаше. Како и да е, преку тие три бил искушан во се, можеме да кажеме. Навистина во се. Без разлика дали ја немал таа достапност во наше време на гревот, сепак бил искушан во се. Тој во своја корист не употребил никаква сила што не е ние дарежливо понудена и нам. Значи, тој не се користил со некаква си божествена сила. Одложил тоа се. Бил во наша човечка природа и поднел во наша природа. Како човек се соочил со искушението и го совладал со силата што му била дадена од Бога. Тој вели, мило ми е, Господи, да ја извршувам волјата Твоја, законот Твој го носам длабоко во срцето. Еве зашто Исус успеал. Да кажеш, мило ми е, Господи, да ја творам Твојата волја, тоа значи дека навистина ти ја омилел. Господ ти омилел законот и ти омилеало да ја твориш неговата волја, не својата. Доека правил добро и ги лекувал сите оние што ги ујадил сатаната, тој јасно им укажувал на луѓето на карактерот на Божиот закон и на природата на својата служба. Неговиот живот сведочи дека и ние можеме на ист начин да го послушаме Божиот закон. Значи, неговиот живот, уште еднаш, сведочи дека и ние можеме на ист начин да го послушаме Божиот закон. Исус бил вистински пример. И нема изговор за било кој од нас да каже, не можем јас. Исус бил нешто повеќе од нас. Па не, Исус бил во нашата природа. Инаку не би бил пример за нас. Инаку ѓаволот би имал еден куп работи со кои што би можел да се изговори. Христос дошол на земјата, ова е друг цитат од Знаци на времето, списанието. Христос дошол на земјата, зел човечка природа и се поставил како представник на човечкиот род, за да докаже во борбата со сатаната дека човекот, како Божјо создание, доколку одржува постојана заедница со Отецот и Синот, може да биде послушен на секое божествено барање. Само така можел да докаже дека и човекот може во заедница со Бога, како што тој ја имал заедницата. Да читаме во Филипјаните 2 глава, оние секојаш убави стихови за читање. Филипјаните 2 глава, од 6 до 8. Кој се мисли на Исуса, иако во Божие обличие, не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога, стих кој што кажува многу јасно и децидно дека Исус е еднаков со Бога, туку се лиши сами од себе и зеде обличие на слуга. Тој кој што беше во Божие обличие, се лиши од самиот себе. Зеде обличие на слуга, на човек, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт. Дури и до смрт на крст.
До самата смрт, до крајот, Исус беше послушен во се. Внимавајте, овде стихот што вели, како основа на таа негова послушност е и понизност. Не може човек кој што е пон со себе да се покори, да му се покори на Господа, да биде послушен, на тој начин да добие и Дух Свет и да добие и сила за еден богат, послушен, духовен живот. Се понизи. Но Исус и самиот, иако Бог, иако оној кој што го запишал законот, морал да се учи на послушност. Че се родил како човек и морал уште од детството, не стие, значи први, обично велиме, најбитни години, морал да се учи на послушност. Евреите 5.8. Слане до Евреите, 5 глава, 8 стих. Стои баш тоа запишено. Иако беше син, че Божи син, ја научи послушноста од она што го претрпе. Исус учеше, значи, да биде послушен. И не е случајно се роди во семејството во кое што се роди. Кај Јосиф и кај Марија. Едно богобојазливо семејство, богобојазливи луѓе кои што многу добро го поучи во Словото и во послушност. Вели еден друг цитат. Истата послушност, која што Исус ја покажал спрема својот небесен татко, се бара и од човекот. Човекот не може да победи во искушенијата ако кон неговите човечки способности не се приклучи божествената сила. Никој од нас сам не може да победи. Така било и со Христа. Доаѓајќи на светот, тој, на Отецот, не му се покорувал како Бог. Значи Исус не му се покорувал на Отецот како Бог, кој привремено се наоѓал во подредена положба. Привремено зел човечка природа, па привремено сега е Бог, па му се така, на тој начин му се покорувал на Господа. Не. Туку на светиот Божи закон му се покорувал како човек, за да на тој начин биде наш совршен пример. Само така може да биде пример. То совршен. Господ Исус го премостил јазот, кој поради гревот настал меѓу човекот и Бога. Тој повторно ја воспоставил врската меѓу небото и земјата, меѓу ограничениот човек и бесконечниот Бог. Христос како искупител на светот ги држал Божите заповеди на истиот начин на кој човекот може да ги држи. Совршен пример, но и оној преку чија што послушност можеме да се оправдаме и да бидеме и ние послушни. Еве да, иако нема многу извештаи околу неговите рани години, значи на детството и младоста, сепак доволен е овој стих. Што има Библијата да зборува сега за тоа како он секојдневно бил послушен и на својот татко земски, иако не му бил татко Јосиф, одел во дрводелската работилница и работел, ги извршувал сите тие обврски, како што едно послушно дете и младич може да го прави тоа. Затоа може да читате да го копнеш на вековите малку пообширно, но доволен е стихот во Лука 2.52. Лука 2 глава 52 стих. Библијата ова го кажува. А Исус напредуваше во мудрост, во растењето и во благодатта пред Бога и пред луѓето. Да прочитаме што еден цитат пред да прочитаме еден друг стих. Дали го имам запишено? Значи да, ова беше Лука 2.52. Предходниот стих. Ова е во контекст на негова 12 годишна возраст, која ќе го изгубат, а ќе се најде во храмот, нели, ќе ги поучува тамо и самите свештеници. Што им вели Исус која ќе го најдат Јосиф и Марија? 51 стих. Слезе со нив и дојде во Назарет и им беше послушен. Но и предходно им вели дека зошто ме барате, за не знаете дека јас треба да бидам во она, во кое што е на мојот татко, значи треба да ја творам неговата воља. Им наговестува дека кога ќе дојде денот,
На 30 години ќе ја почне службата, затоа што за тоа всушност и е дојден. Но тие, вика, не го разбра збора што им го рече. И потоа вели, и слезе со нив, и дојде во Назарет, и им беше послушен. Кратко и јасно. И потоа се надоврзува на ова, во 52 стих, напредуваше во мудроста, во растењето, во благодата пред Бога и пред луѓето. Тоа беше неговиот детски живот, тоа беше неговиот младежки живот. Беше послушен на родителите, беше послушен и на Небесниот Отец. И своите родители биле сиромашни и зависеле од секојдневната макотрпна работа. Бил запознат со сиромаштвото, со самооткажувањето и со скудноста. Ова искуство било негова заштита. Во неговиот трудолюбив живот немало мигови на безделничење, за да го повикаат искушението. Че бил трудолюбив и бил секој ден вработен, работел. Тоа е една многу моќна алатка за да одбиете многу искушенија, затоа што кога безделничите, тоаш ѓаволот ќе ви најде, ќе ви стави 300 мисли во главата и може многу полесно да паднете на искушение. Немало безцелни часови во неговиот живот, што би му ја отвориле вратата на порочното дружење. Колку што било можно, тој му ја затворил вратата на искушувачот. Ниту заработувачката, ниту задоволството, ниту одобрувањето, ниту прекорот не можеле да го наведат да се согласи на лошо дело. Може да рече, ќе работам турбо, да заработиме поише, сиромашни сме. Меѓутоа, тоа за него не било битно. Значи, ниту заработувачката, ниту задоволството. Значи, со поголема заработувачка, поголеми задоволства, нормално. Знаете, јас што би рекол? Мислам, тоа го кажувам во приватни разговори. Може би некој ќе не се сложи со ова што ќе го кажам. Денеска збеснати се луѓето навистина, по задоволство. Трчаат во странство да заработат. Значи, да не ме свати некој погрешно во се тоа што ќе го кажам, е моје мислење, да заработат повеќе пари кои што не можат тука да ги заработат. Зошто? Што, демека не можат со 200 евро да преживеат во Македонија? Можат или не можат? Може ли да се преживее со 200 евро во Македонија? 300? Ја не викам дека се доволни. Меѓутоа, пред се во прашање си задоволствата. Па порано се градеше куќа, па ја знам, луѓето градеа куќа по 10, по 15 години, сега сакаат преку ноќ и куќа да имаат, и коли да имаат, и се да имаат. Сите задоволства да им се во рака. Тоа е друга тема. Јас велам дека и со 200 и со 300 евра може да се живее скромно, но може да се живее во Македонија. Се зависи. Океј, јас зборувам за една плата на еден човек. Значи, нормално е добро да е двајцата работат во семејството. Кога би бил само едниот, малку потешко, тоа е точно. Точно, но во прашање се задоволството, во прашање е еден живот кој што ѓаволот го наметнува, значи тој западен живот дојде и кај нас, каде што ќе влезете во супермаркет, затоа денеска имате големи, огромни супермаркети, кај што ќе влезете и ќе се изгубите. Сте тргнале да купите 5 работи, ќе излезете со цела корпа. Ајде да се подсетиме како беше во социализмот, ајде која сме веќе на таа тема, така? Продавниците беа со основните продукти, горе-доле, така по нешто, па дори и на бонове еден период купувавме прашоци, тамо чекавме ред за прашок, за зејтин, за се, а имаше пари, да. Имаше пари, немаше што да се купи. Да, но не ме пратите. Значи, ова потрошувачко општество во кое ще живееме, затоа се вика потрошувачко. Те мами да трошиш, да фрлаш пари и за тоа што треба и за тоа што не треба. Тоа е факт. Не само што имало пари, туку денеска има еден куп задоволства и ѓаволот те мами на сите страни. И после немало пари. Морале сите да имаат Samsung, не знам тамо кој 6-ка седмица.
iPhone, да, или било што. Не мора. Не мора, може и со Alcatel.